Ајде да се вратиме назад во времето, во древниот Израел. Замислете си го крајот на една долга, жешка жетва. Воздухот е полн со мирис на зрело жито и сладко грозје. Знаете, целиот труд од годината конечно е собран. И токму во тој момент, една древна заповед ја поставува сцената за една навистина уникатна прослава. 7 дена чиста, неповторнива радост. И ете го, ова е таа заповед. Оваа реченица е практично искрата што се започнува. Не се работи само за одмор, не. Ова е заповед што директно ја поврзува целата напорна работа со период на, замислете, задолжителна радост. Самата завршена жетва е сигналот дека прославата може да почне. И за да го разбереме ова подобро, ајде да го запознаеме семејството на Јосиф. После месеци макотрпна работа под жешкото сонце, нивното гумно сега е преполно со златно жито, а кошниците се натежнати од сочно грозје. Ова е врвот, кулминацијата на цела една година работа. Чувството на задоволство е речиси опипливо, може да го почувствувате во воздухот. Јосиф, гледајќи во сето тоа, во плодовите на нивниот труд, вели: Господ беше добар со нас, се е подготвено. И ова е многу повеќе од обично олеснување, знаете. Ова е длабока, искрена благодарност, свесност дека нивниот труд навистина бил благословен. И токму со тие зборови, возбудата почнува да расте. Децата, Давид и Ана, веднаш знаат што следува. Тие извикуваат: празникот на сениците! Значи, крајот на работата не е крај на приказната. Напротив, тоа е само почеток на нешто сосема поинаква. И тука доаѓаме до централната загадка на целиот овој празник. Размислете малку. По цела година работа за да го обезбедат својот дом, својата сигурност, зошто сега би го напуштиле за да изградат една кревка, привремена колиба веднаш до него? Зошто би ја замениле сигурноста со несигурност? Па одговорот лежи во самото срце на овој празник. Одговорот, всушност, започнува со самата изградба на сеницата. Целото семејство работи заедно. Но интересно е што тие не градат нешто што треба да трае, туку нешто што е намерно минливо, привремено. Процесот изгледа едноставен, но секој чекор има длабоко значење. Рамката е привремена. Покривот е направен од свежи гранки, со намерно оставени празнини низ кои навечер ќе можат да ги гледат звездите. Тоа е постојан потсетник дека нивната вистинска трајна заштита доаѓа од розгора. И на крај ја украсуваат со самите плодови од жетвата, спојувајќи го така минатото со сегашноста. И токму тука, Сара мајката го открива подлабокото значење. Оваа кревка колиба, вели таа, е жив споменик. Спомен на оние 40 години талкање низ пустината, кога нивните предци живееле во слични привремени засолништа, целосно зависни од Божјата заштита. Значи, гледате, празникот има двојна цел. Тоа е како мост помеѓу минатото и сегашноста. Од една страна, гледа нанапред, со благодарност за жетвата што ја собрале денес. Од друга страна, гледа наназад, со сеќавање на Божјата заштита во пустината. Физичкото и духовното се спојуваат во еден навистина моќен ритуал. Кога сеницата конечно е готова, семејството се собира внатре. И ова е важно. Тие буквално го напуштаат својот цврст, сигурен дом, за да живеат во оваа привремена, кревка структура. 7. Број што символизира комплетност. Цела една недела, оваа мала, скромна колиба станува центар на нивниот свет. Заповедта е многу јасна. Не само да ја посетат, туку да живеат во неа, да јадат таму, да спијат таму и пред се да се радуваат. А внатре, атмосферата е топла и интимна. Маслините светилки фрлаат нежна, треперлива светлина. Масата е поставена со најдоброто што семејството го има. Свеж леп, сочно овошје, печено месо. Ова не е време на одрекување, туку на прослава на изобилството. И пред да почнат со јадењето, Јосиф изговара еден посебен благослов. Тој се заблагодарува не само за храната, што е вообичаено, туку и за самата заповед да живеат во сеницата. Со тоа, тој ја претвора обврската во причина за радост, осветувајќи го и просторот и самото време. Добро, но што останува по овие 7 дена? Ова е многу повеќе од само еден древен ритуал. Тоа е всушност годишен потсетник за некои од најосновните, најважните вредности во животот.
Па, да ги погледнеме клучните столбови. Прво, сеќавање на историјата. Потоа, благодарност за сегашноста, за она што го имаме. Ја истакнува и огромната важност на семејството и заедницата. Не учи дека радоста може да биде и заповед. И можеби, најважно од се, ја зацврствува верата во заштита која е многу посилна од кој било зид. Секоја од овие лекции е длабоко вткаена во самото искуство на живење во сеницата. Зборовите на Јосиф го сумираат сето тоа совршено. Заедништво, благодарност и радост. Овие три елементи го создаваат целото искуство, обновувајќи го духот и семејните врски. Но, дали овие лекции се само за нив? И ова не доведува до едно прашање за сите нас. Иако ова е древна приказна, нејзините теми се апсолутно безвременски. Што е нашата сеница денес? Кои се тие ритуали, големи или мали, кои не поврзуваат со нашето минато и не подсетуваат за што се треба да бидеме благодарни?